И време е да излеземе малку, барем вака преку екраните, да излеземе од рамки на нашето студио, да си ја поздравиме нашата драга колешка Ирина Пепелјуговска-Цветановски, која што заедно со незината соговорничка ќе ни помогне да се подсетиме или да ги избегнеме грешките, најчестите грешки кога купуваме некаков имот. Иринче, добро утро и среќен понеделник. Добро утро, Суза, до тебе. Нека е среќен овој понеделник и почеток на уште една работна седмица. Поздрав до тебе, поздрав до нашите гледачи. И како што кажа, ова утро во живо се јавуваме од просториите на Дора Инвест, кои што се наоѓаат во градскиот трговски центар во центарот на Скопје. Разговараме со собственичката на Дора Инвест, Фросина Ушлиновска, која што е воедно и представник од групацијата за недвижности при Стопанската комора на Македонија. Фросина, добро утро. Ви благодарам што ова утро не примивте овде во вашиот работен простор. И она што е повод за нашата посета овде, а тоа е настанот, онлайн настан, кој што ќе се случува на 27 ноември во 19 часот и 30 минути, токму на оваа тема за која што ќе говориме денеска, а тоа е кои се најчестите грешки кои што ги прават купувачите при купување на имот. Да кажеме како може да се пријават сите заинтересирани, кој ќе го води настанот и кои се придобивките од истиот. Добро утро на сите ваши гледачи. Facebook настанот обично го правиме секој пат, секој втор четврток во месецот. Овој пат темата е најчести грешки кои што ги прават купувачите при купување на имот. Тоа ќе споделиме искуство наше и оние кои што купиле имот од Дора Инвест да споделат во живо со сите оние кои што се заинтересирани за настанот. Следењето на настанот е бесплатно, значи може секој да се вклучи на нашата страница на Дора Инвест и на Инстаграм или на Facebook и ќе оди во живо онлайн. Настанот, како што кажавте, во четврток на 27 во 19:30. Значи некое посебно пријавување не е потребно, туку на лице место тогаш се вклучуваат. Кој ќе го води настанот? Настаните обично ги водам јас, а гости ќе бидат претходни купувачи на имоти во Дора Инвест, кои ќе споделат лично искуство во целиот тој процес. Интересно е што секој може да постави прашање и во живо ќе можеме да им одговориме на истите. Кога сме веќе кај поставуваните прашања, кои се најчесто поставувани прашања или можеби кои се најголемите дилеми кои што ги имаат купувачите при купување на имот? Ова многу убаво го поставивте. Грешка можеби е крупен збор, меѓутоа се случува секојдневно и ние сакаме тоа да им помогнеме на купувачите без разлика дали купуваат имот преку нас или воопшто самите лутаат во овој пазар, да ги едуцираме, да им помогнеме полесно да го поминат сето тоа. Најчест проблем е и предизвик е тоа што ја гледаат цената, не ја гледаат вредноста на имотот. Значи секогаш е битен да се гледа локацијата, микролокацијата, динамиката на просторот, изолацијата, квалитетот на градба, година на градба, лифт и така натаму, кои што самите можеби мотивно кој ќе настапат, кој ќе го видат имотот, не може да го проценат во моментот. Од друга страна, ние како македонци емотивно малку настапуваме во купувањето секогаш, не само настанови туку општо, и кога купуваме не сме реални во процесот. Што значи тоа? Секогаш сами си поправаме струја по дома, си го лечиме чирот на желудникот и ред други проблеми што ги имаме. Во овој процес не да ги предупредувам, меѓутоа има многу работи кои што треба да се внимаваат, затоа ги советувам да одат малку подлабоко во целата ситуација, да може да се процени не само вредноста на имотот, туку и документацијата и сето она што ги очекува. Значи сепак советувате да не се оди сам, сепак да се користи агенција која што е стручна и која што може тоа да го понуди на најдобар начин, бидејќи припаѓате на оваа фела и доаѓате од агенцијата за недвижности при Стопанската комора на Македонија. Би сакала да ве прашам од кога е формирана, кои се незините цели и активности? Групацијата однодамна ја возобновивме, така да речам, токму заради проблемите кои што постојат на пазарот за недвижности. Значи имаме огромен расчекор на цените во последниот период и огромен хаос кој што купувачите го забележуваат и беспомошно се лутаат во целиот тој процес. Лично сметав дека доколку се групираме заедно и донесеме еден закон за промоција недвижности, многу ќе се регулира пазарот за недвижности и упорно го тврдам тоа. Заедно 15 најголеми агенции во Република Македонија се приклучи во Стопанската комора, ја обновивме групацијата за недвижности и сега чекор по чекор ќе одиме кон донесување на законот и лиценцирање на нашата работа. Тоа ќе значи дека луѓето кои ќе се обратат кон лиценциран брокер за недвижности ќе имаат соодветен професионален пристап во тоа и ќе работат со професионалци.
Фросина, работите долги години на пазарот сте, како Дора Инвест. Сакам да ве прашам, и убава можност е ова, да ја искористам нашата посета кај вас, да ве прашам за каде постои најголем интерес и зборуваме за Скопје и за Македонија. Еве кога е Скопје во прашање, за каде е најголем интерес за купување на имот? Дора Инвест е национална агенција за недвижности. Ја проширивме дејноста, значи во сите градови во Македонија и планини и шуми имаме имоти што ги нудиме. Луѓето кои што се веќе иселени од Македонија се многу заинтересирани за имотите надвор од Скопје. За тоа сме особено ни е драго и тука би го потенцирале тоа во иднина. Значи луѓето кои што живеат веќе долги години надвор да се купат некој имот можеби во Берово, во Маврово и така натаму, Охрид, Струга, Дојран и така, за да можеме дел од нив да си ги вратиме на некој начин тука, након не сега во некои пензионерски одминати години. Во Скопје интересот секогаш е во централното градско подрачје, затоа што повеќето луѓе што доаѓаат сметат дека тука се најблиску до многу работи. Исто така интерес има и во Карпош, и аеродром и таму се највисоки цените. Ги споменавте цените и овдека сега морам да ве прашам, кажавте дека прво нели цената е купувачот прво што гледа цената, а него гледа она што се нуди. Можеме ли да ни кажете како се движат цените на квадрат на поновите градби, на постарите градби, по отделни општини, конкретно за Скопје? Драго ни е што Агенцијата за катастар веќе функционира регистарот за недвижности, односно сите нотари кога ја прават купопродажбата мора да ја пријават по која цена е продаден имотот и од неодамна веќе агенцијата ги објавува овие податоци и веќе секој може да види по која цена реално се продаваат имотите, односно колку се цената по метар квадратен. Затоа да нема заблуди во смисла надувани се цените или вие ги дувате како агенција за недвижности, веќе доколку ги погледнете на Агенцијата за катастар објавите ќе видите по која цена се нудат во централното градско подрачје веќе се над 2600 до 3000 евра од метар квадратен. За Новоградби зборуваме, така? Но Новоградби терминот значи дека градбата не е постара од 10 години и нов невселен стан е друга категорија, Новоградба е друга категорија, нов невселен стан можеби да се најде на пониска цена бидејќи обично се купуваат во самата градба и тогаш се поевтини. Кога веќе завршен станот и вселив е тогаш повисока вредност има. Така да дел од становите се продаваат и наместени и тоа ја покачува исто така цената и тука има малце рачекор во тоа што коментираат луѓето колку е цената вкупна, така затоа сакаме да ги регулираме овие категории и случувања на пазарот за да можат луѓето малку посигурно да купуваат. А што е со каков е интересот? Кажавте дека нашинците кои што сте во странство купуваат многу во Маврово, во Берово, во Охрид. Како се движат тука цените? Па овие што се Маврово во последно време станува многу атрактивно, морам да признам. Да, многу. Меѓутоа има интереси во помалите места. Обично луѓето кои што се иселени да речеме од Радовиш, така да се купат пак имот во Радовиш, да се купат некој поглед затоа што се мислат на својата иднина, можеби пензионерски денови. Имаме некои процеси кои што им овозможуваме и тие да ги купат на имотите на рати, затоа се доста заинтересирани и многу се радуваме на таквите купопродажби, посебно дека знаеме дека тие еден ден, бидејќи имаат имот тука во Македонија, би се вратиле. Сега имаме уште многу малку време, додека се одјавиме линковски од овде. Сакам како долгогодишна жена која што се занимава со пазарот на недвижности, да им дадете еден совет на купувачите, бидејќи денеска зборуваме само за купувачите. А друг пат ќе ве посетиме и ќе зборуваме за правата на продавачите. Значи, што би ги советувале, кои се оние 5 чекори кои што не би требало да погрешат кога купуваат имот, без разлика дали се работи за стан, за куќа, во Скопје или надвор од Скопје? Па од ова што досега го кажавме, најбитно ми е да не лутаат сами, да пробаат да се советуваат со луѓе кои што професионално работат на ова поле. Не сме само ние, има и други агенции за недвижности кои што професионално долгогодишно работат на пазарот, да купат ликвиден имот кој што во секој момент доколку се решат или требаат средствата може да се продадат минимум по толку колку што го купиле. Она што кажуваме ефтини имоти, се имоти кои што можеби во иднина доколку сакаш да ги ставиш во пари, не можеш толку лесно да го продадеш. Јас секогаш мелам да ти притреба не дај Боже за нешто итно и парација да можеме утре да ги земеме парите за да ги вложиш во нешто друго. Ова што го кажав не дај Боже, има и други хубави моменти. Се советуваат со да не речам шарлатани во целава работа. Многу често гледате по Facebook групите анонимна порака од кај што бара совет од овој тип и тука имате еден куп
луѓе кои што одговарат на тоа прашање и сите одговори се погрешни. И тоа обично ми пречи, тоа ни е причина плюс вака да настапиме јавно и професионално да им даваме бесплатно совет на сите што сакаат да купат, за да ги спречиме тие луѓе кои што не сакајќи им дават неточни информации на луѓето. Вреди ли Фросина да се инвестира во недвижнина во Македонија? Па времето покажува дека вреди, бидејќи цените постојано растат. Ние како македонци, како нација, омилена работа ни, односно како задолжение на секој од нас е да купи имот за своето поколение и доколку не го направи тоа, се чувства како нереализиран. Така да во Македонија се продаваат имоти, не е така во другиве земји, значи ние баш се развивуваме и дури од Србите и околните земји. И побарувачката е огромна, значи секогаш кажувам дека имотот секогаш ќе се продава, бидејќи долги години работиме ова и постојано има ист интерес. Дали високи или ниски цени, македонците што велиме леп нема да има да јадат, ама имот ќе купат за синот и ќерката, да. Ви благодарам многу за ова линковско вклучување. Времето е толку предвидено. Следен пат ќе ве посетиме, ќе зборуваме за правата на продавачите. Ви посакувам успешен настан на 27 во четврток, а вие почитувани, ако нешто пропуштивте или ако сте заинтересирани, слободно вклучете се на Facebook страната на Дора Инвест во четврток на 27 ноември во 19 часот и 30 минути. Имате многу, можете да си поставувате многу прашања, стручниот тим на Дора Инвест ќе ви одговори за сето она што ве интересира околу купувањето на недвижност. Ние од овде се одјавуваме. Сузе, ако имаш некое дополнително прашање, можам да пренесам? Немам, ви благодарам многу, навистина ова беа корисни информации, беше убаво да се слушнат вака едни совети од прва рака.